Почитувани колеги, почитувани браќа синдикалци од Конфедерацијата на слободни синдикати, пред се ви благодариме за вашата подршка која вечерва ни ја дадовте, а вие рамо до рамо со нас, а верувам дека и колегите спротивно од нас се со нас. Тоа што вечерва сме сведоци на овој немил настан, односно раководителите на ПС Центар добиваат наредба да не спречат демократски да го изразиме реvolтот пред нашиот работодавач, кој нема веќе неколку години разбирање за она со кое ние се соочуваме. Нашите колеги можеби забележавте странично се прошарани, кои се со тренерки, кои се со фармерки, кои се како снашо, искинати, излитени панталони. Тоа е ликот во моментот на македонската полиција. Тоа е стравот кој некој од повисокиот ранг, кој говори ние цело време е подобен за министерот, да издава наредби, да не дозволува, односно да не се види овде, да ја види целата македонска јавност оваа состојба која ние сакаме да ја прикажеме. Укажуваме неколку години наназад, кажуваме, праќаме апели, дописи, меѓутоа нема слух. Министерот и од него властените на од највисокиот врв, освен што се занимаваат со прогон, со одземање на правата, кршење на работничките права во полицијата, во Министерството за внатрешни работи, друго и ништо не работат. Сите тоа вие го знаете, особено колегите, дека кога ќе се обратат до нас како синдикат, сите прашуваат кога ќе добијат конечно униформи, кога ќе добијат зголемена плата, кога ќе биде вреднуван нивниот труд, кога ќе добијат заштитна опрема. Тоа добро го знаеме сите, ние сме дел од овие колеги и секогаш ќе бидеме рамо до рамо, значи ќе служиме на оваа наша држава Република Македонија. Ова вечерва што го доживеавме, после 25 години работен стаж, конкретно, ете така ја кажав оваа бројка, верувам дека поголем број од колегите се овде присутни и пред пензија. Значи странно живеавме да бидеме блокирани, да биде поставен кордон, каде што ни беше забрането демократски да се обратиме и да ги упатиме нашите барања. Нашите барања добро познати се на министерот. Нашите барања нема да запрат тука и нема да отстапиме до конечна реализација. Значи сите знаат добро, односно највисокиот врв, дека полициските службеници, особено во оваа ситуација со коронавирусот, максимум даваат со своите заложби да излезат во пресред на граѓаните. Меѓутоа, што се случува во оваа борба со нас? Ние голо раки, без она што е најпотребно. Се справуваме, се снаоѓаме кој како знаеме. А тоа не му одговара на највисокиот врв, затоа што сака да го прикрие и затоа што сака да наметнува неправда, а таа неправда да ја спроведе како закон. Тоа е она што нас не натера, што ме неправдата закон, тогаш наше право е од улиците, од улица овде ние да секојдневно, доколку е потребно и во натамошниот период, ќе излегуваме и ќе ги поставуваме нашите барања. Значи, никој од нас не е дојден овде со друга намера, а веројатно стравот кој го имаат од повисокиот ранг е од друго нешто. Да не допре до секој оној наш граѓанин, ова што се случува во моментот, сакаат да го прикријат. Значи, незаконските прераспоредувања, полициските службеници се во моментот под страшен притисок. Значи, невладење на законот, непочитување на уставот, на законските права. Ние веќе имаме овде сериозен проблем. Како полициски службеници имаме дадено заклетва и сите овие колеги овде поставени и ние овде, што сме излезени во името на сите, да ставиме крај веќе на овие неправди, односно некој веќе да разбере дека тоа што го прави не треба да го прави. Полицискиот службеник за клетвата не може да си ја изврши, да ги заштитува законот пред се уставот
И она што е како пропис во оваа држава. Значи, не можеме затоа што сме спречувани од страна на министерот со нашите јавни настапи повеќе од 3 години, 4 години. Ние се соочуваме со невидена тортура, особено синдикалните представници. Синдикалните представници се во моментот под жесток притисок, незаконски се прераспоредуваат, иако судовите институциите има совесни професионални судии кои носат пресуди во корист на полициските службеници. Меѓутоа, политиката е длабоко навлезена со тоа што све е така поврзано, се одоговлекува, се мести, се штелува. Многу добро знаат горе од правната служба нашите колеги што извршуваат и што спроведуваат. Но, за тоа што спроведуваат, индивидуално, ние ќе побараме одговорноста во наредниот период. Да бидат сигурни, Синдикатот на полиција во Македонија е формиран за потребите на нашите колеги. Доста ни од манипулатори, доста ни од некои си само наречени единствени, и што ја знам уште, кои го бранат министерот и се на страна на министерот кога треба некој да застане овде од тие останати синдикати, тие молчат, си гледаат сеир од страна сега и кога ќе ги повика министерот договараат она што треба да го кажат и погрешно слика да пренесат према нас. Меѓутоа тоа не е вистината. Вистината што ја кажав пред малку. Дека ние сме тотално во моментот во хаос невиден. Безредие и самовластие во Министерство за внатрешни работи. Го тврдиме ова со најголема одговорност. Секојдневно се соочуваме со колеги кои ни се обраќаат обесправени во изминативе 2 месеца. Тоа невидена тортура, невиден прогон, незаконски прераспоредувања од еден крај на друг крај од нашава Македонија. Од Куманово во Прилеп, во Гевгелија и каде не, во планини се праќаат полициски службеници искусни со цел да се изврши притисок и да се замолчат. Тоа нема да го дозволиме како синдикат на полиција. Ние веќе сме жртви, ние веќе го трпиме притисокот и ќе го истрпиме. Но како професионалци сме подготвени и решени ќе одиме до крај. Значи, еден ден ќе ја побараме одговорноста кога ќе дојде и кога ќе нема тие по вертикална иерархиска поставеност кој да ги штити, а како подобни, несоодветно квалификувани, поставени и наместени во Министерството за внатрешни работи раководат и даваат наредби со кои ги заглавуваат нашите колеги. Но ние ќе ги подсетиме дека за тоа ќе одговараат и доволно е во својата професија тоа што го знаат дека е незаконито, а што е законито. Јас немам што повеќе да дадам, освен она што освен она 3 години што го кажувам и во претходен синдикат, каде што многу добро знаете се боревме за правата на сите нас. И што произлезе од тоа? Секој некој на некој начин интереси негови гледа и со тоа што ќе се приближи онаму каде што не треба да биде до министерот и продолжуваат проблемите се поголеми да стануваат во Министерството за внатрешни работи. Ниту униформи има, ниту плати има покачени во изминатиот период, ниту работни услови имаме, во мизерни работни услови работат нашите колеги. Па, доколку дозволи министерот да се посетат, умите да ги посетат објектите во кои престојуваат нашите колеги, тогаш ќе не сватат уште подобро. Да видите во какви услови министерот вчера објавил на неговиот Facebook профил дека е позитивен на COVID-19 и покрај тоа што ги почитал строго мерките за заштита. Меѓутоа, ние ќе го прашаме министерот сега дали тој лично е запознат, нашите колеги дали имаат услови и односно дали им е спроведено средства и доставено за заштита од оваа пандемија коронавирус. Во какви услови престојуваат во работни простори, нереновирани, без струја, без вода. Тоа не го знаат нашите граѓани. Меѓутоа, ние како полициски службеници од лице место го знаеме. И секојдневно го трпиме со нашите колеги. Со тоа што согласно законот колегите извршуваат наредби и постапуваат по наредби. И ние во овој момент ниту еден наш колега не можеме да го обвиниме дека застанал во кордонот каде што му беше наредено да не спречи. Тоа го прават од
највисокиот ранг затоа што се уплашени. А ние како професионалци достојни до крајот на нашиот работен стаж ќе бидеме професионалци. И затоа се залагаме за враќање на професионализмот. Зашто велиме професионализам? Затоа што го нема. Се изгуби. Во последно време партиски подобни ликови се поставуваат и добро го знаат сите, и колегите, и ние, и тие раководат со Министерството за внатрешни работи.